За една седмица 7 потврдени случаи на вирусот H1N1, по меѓународот познат како свински грип. Поголемиот број од нив се повозрасни, а се хоспитализирани на различни клиники во комплексот Мајка Тереза поради посериозно заболување. Присуството на овој тип на грип може да доведе до компликации и да ја влоши нивната здравствена состојба. Имаме 7 изолати од лабораторија за микробиологија за вирусот грип H1N1. Тоа е така наречениот во народот познат свински грип. Ова се така наречени лица со коморбидитет, односно, освен својата болест основна, а тоа значи оштетување на белите дробови, тоа значи диабет, кардиоваскуларни заболувања, очекуваме дека лицата кои што ќе го имаат и овој вирус екстра во својот здравствен билтен, дека ќе имаат компликации поврзани со здравствената состојба. На инфективната клиника се прават анализи за уште еден пациент кој има симптоми на овој тип на грип. Оттаму за Алфа велат дека резултатите од лабораториските испитувања ќе ги добиеле утре. Во меѓувреме, епидемиолозите очекуваат бројот на заболени да расте, а бидејќи вирусот H1N1 неколку години наназад не беше присутен, популацијата е поосетлива на овој тип на грип. Постојат реални шанси во неделата што оди и во месецот пред нас, кога секоја недела ќе се зголемува бројот на заболени од грип, да имаме заболени и од овој серотип на вирусот. Вакцини се уште има и може да се примат за оние лица кои што сакаат сега да ја аплицираат вакцината во Центарот за јавно здравје. Во 2009 година, поради компликации од вирусот H1N1, имаше повеќе од 30 смртни случаи во Македонија.